Ве поздравувам и ви посакувам Божи благослов. Овој микрофон многу ми се допаѓа, сакам да остане за секогаш, да не се смени. А знам дека и на брат Борче му се допаѓа. Сакам да ја поставам едно прашање. Сите вие, колко што знам, некогаш сте биле во училиште. Така ли? Некој може би многу поодамна, за да се сеќава. Прашањето гласи: како се чувствувате кога има испит, испрашување? Еве, јас сеќавам на еден случај 96-та година, значи минатиот век. Имавме во малата сала тука така волонтерски часови по англиски јазик за секој заинтересиран, као курс. И тоа траеше неколку месеци и на крај најавив дека ќе има испрашување, односно како испит, писмен испит беше тоа. И им кажав, значи нема тука оценки, нема шо, значи нема дипломи, не е нешто битно, значи едноставно да си го проверите знаењето. Толку ги фати луѓето уплав, што повеќето над 90% не дојдоа. Иако не е училиште, не е факултет, не се работи за оценки, не се работи за службени дипломи, не дојда. Зошто човечката природа реагира така? Кога е во прашање испит, кога е во прашање борба, кога е во прашање тест, било каков тест. Зошто така реагираме? Дали би сакале денеска да има испрашување? Например. Еве едно прашање што се однесува за сите вас кои што редовно ги следевте проповедите во изминативе седмици па и месеци, но доволно е седмици за сега. Може ли некој од вас да ми каже што се сеќавате ли нешто од досегашните беседи што брат Борче ги изнесуваше на тема Троангелската вест? Се сеќавате ли нешто од тоа? Има ли некој што запамтил нешто како порака, како значи во изминативе неколку 3-4 саботи можеби? Се сеќавате ли нешто? Се сеќавате? Значи има нешто што се сеќавате. Добро. Значи не е лошо. Се разбира, повеќе се сеќавате на библиската pouка. Оно што се проучува ова тромесечие со еден збор, оној збор кој што најчесто се споменува во поуката, се опишува како пробудување. Знаете, има еден цитат во совети до учители, 40-та страница, од Елена Вајт, кој што вели вака. Познат цитат и порано се кажувал и од ова место. Бог ќе го пробуди својот народ. Ако други средства не успеат, постои барем едно средство кое што ќе ја постигне таа цел. Се ја додадов оваа втора реченица. Цитатот гласи: Бог ќе го пробуди својот народ. Ако други средства не успеат, тој ќе направи што? Дали се сеќавате кој е тоа средство? Добро, прво ви текнува прогонство, меѓутоа таа не зборува за прогонство. Знаете што? Прогонството, ако вие се плашите од испит, од испрашување, прогонството ќе ве пробуди. Или уште повеќе ќе ве отера во
во некоја дупка, закриени. Тој ќе дозволи да влезат ереси во неговиот народ, за да ја одвојат пшеницата од каколот. Поточно вели, за да бидат изрешетани, и да се одвои пшеницата од каколот. Со други зборови, треба да положите многу повеќе испити пред тоа, за да бидете спремни за прогонството, за последниот голем испит. Многу интересно. Средството кое што најмногу треба да предизвика пробудување кај Божиот народ, според овие неизини зборови, дури ако сите други средства не успеат, се разни ереси. Денеска, во 21. век, адвентизмот е полн со ереси. Неколку децении наназад, новата теологија, некои велат, има направено дармар, го има доведено под знак прашање, адвентизмот, како што започнал од 19. век, ги има доведено под знак прашање вдахновението, пророчката служба и улога на Елена Вајт. Денеска постојат еден куп адвентисти кои што не веруваат во Елена Вајт. Денеска постојат еден куп професори и теолози кои што не веруваат во истражниот небесен суд. Еден од нив е еден секретар на дивизијата, кој што пред 2 години беше гостин на соборот на македонската мисија. За него беше јавно посочено на еден поранешен југословенски, да го наречам така, форум на интернет, дека тој отворено не верува во небесниот истражен суд. Има многу адвентисти кои што не веруваат дека постои небесно светилиште. Сега може би претерувам кога велам многу, овој збор многу. Има мнозина, но знам дека не е мал тој број. Значи не може да го сватите како мнозинството, дека не верува, но многу не е мал тој број. И има мнозина, ако би редал вака, ќе ми одземе многу време. Но поентата на прашањето е ако веќе со децении наназад се имаат случајно овие работи на теолошко, доктринално поле пред се, а потоа сето тоа се одразува и во животот на самите верници, бидејќи факт е дека новата теологија донела снижување на моралните и на верските начала. Например, имав прилика во вторникот вечер преку интернет да го следам отворањето на Младинскиот конгрес во Нови Сад, каде што се Благојче и Стефани, како што знам, и еден куп илјадници други млади од цела Европа. И не го догледав целото тоа, целиот тој настан, целата таа вечер. Меѓутоа ми падна смешно, значи, јас реагирам со смеење реагирам кога ќе слушнам тако и ќе видам такво нешто. Соборот беше отворен со едно познато српско оро, народно оро, со народни носи, значи нешто што беше така вкусно и за гледање и за слушање, но ако гледате некоја
емисија за народна музика, да речеме, на телевизија. Добро, реклама за, можеби, на националниот фолклор. Можеби да знаат неписмениве западњаци кој е домакин на тој собор и така натаму и така натаму. Меѓутоа, во сето тоа отсуствува една духовност, нешто што порано било присутно. Самиот водител беше некој англичанец, според акцентот, се однесуваше како да е некој шоумен на било која хумористична представа. Дури со таков тон на гласот, како, шо знам, како да гледате, можеби, како да гледате, слушате Джамбазов, например, кога води некоја емисија. Се поставува прашањето, ако сето ова се случило, ако се сето ова ереси, зошто нема пробудување кај Божиот народ? Дали ви изгледате адвентистите на седмиот ден пробудени? Растревожени? Или уште повеќе заспани? Уште повеќе безгрижни, уште повеќе индиферентни, уште повеќе рамнодушни? Зошто, ако толку многу ереси, со децении наназад навлегува во адвентичката црква? Зошто овој ефект не е предизвикан? Интересно прашање. Јас имам еден одговор, можен одговор на ова прашање. А тоа е што повеќето адвентисти на седмиот ден воопшто не размислуваат за оние доктринални прашања, да ги наречам верски прашања, да не звучи тоа премногу стручно, теолошки. Повеќето адвентисти на седмиот ден воопшто не размислуваат за оние верски прашања кои што се темел и основа на адвентизмот. Денеска многу малку се зборува, односно воопшто не се зборува, доказ за тоа беше евангелизацијата на братот Ковач. Не се зборува за небесниот истражен суд, не се зборува за 1844 година, не се зборува, многу не се зборува ни за небесното светилиште и Христовата служба во него. Зошто е сето тоа така? Некои се обидуваат да дадат оправдание, велејки, кој ќе се врати братот Ковач, може би на есен, тогаш ќе зборувал за тие работи. Јас не можам да кажам однапред дали е тоа точно или не, се разбира. Но не сакам конкретно да посочувам прст на некој поединец, на некој конкретен говорник. Факт е дека денеска не се зборува и не се размислува за овие работи. Проповедниците не зборуваат за ова. Мисионерите и евангелизаторите не зборуваат за ова. Се добива впечаток дека голем број од нив не веруваат во ова. Затоа што постојат мнозина кои што отворено тврдат дека не веруваат. Се поставува прашањето зошто овие луѓе и понатаму се адвентисти на седмиот ден. Ако вие не верувате, го отфрлите оно што е темел на адвентизмот, убедени сте дека е тоа погрешно и дека повеќе не можете да верувате во него, зошто би останали понатаму во адвентичка црква? Дали би останале понатаму? Пред повеќе од 30 години, никој друг току пред директорот, се вели директорот, не знам дали се вели председателот, на одборот на заоставштина на списите на Елена Вајд, имаше дадено изјава во една негова брошура,
Јас имам видено на интернет таа брошура, според која изјава, значи тој самиот вели дека Елена Вајд погрешно ја протолкувала некоја нејзина визија. Не знам за која визија се работи. Се работи за една нејзина визија во рани списи 1849 година. Значи, некој што е прв човек на одборот за оставштината на нејзините списи, пред повеќе од 30 години, во публикација, значи не сега нешто што некој го кажува од катедра, иако ние имаме и такви сведоштва. Например, брат Анто сведочеше кога беше во Австралија 97 година, дека од катедра доктор Дезмонд Форд отворено изјавил дека не ја прифаќа Елена Вајд како пророк од катедра во Адвентистичка црква. Ние знаеме еден друг наш брат, кој што живееше долги години во Австралија, пред 1 или 2 години дојде во посета последен пат, за кој што се зборува дека отворено ја отфрла сега, денеска ја отфрла Елена Вајд и не верува во неја. Се поставува прашањето, што бараат овие луѓе и понатаму во Адвентистичка црква? Зошто господинот од дивизијата, кој што отворено не верува во небесниот истражен суд, а и брат Саша ми потврди дека не верува, него слушнал баш на факултетот отворено да се изјасни, меѓутоа му бил сомнителен, според зборовите на брат Саша, ги мати водите. Зошто тој и понатаму е секретар во дивизијата, службеник, зошто самата црква и понатаму го повикува на разни настани, собори, конгреси, или дури да им држи на студентите во Белград, да им држи предавања, кога тој самиот не верува во небесниот истражен суд. Мене ова ме изгледа како глупирање. Има мнозина кои што се свесни дека оно што Елена Вајд го зборува, дури во поглед на светилиштето, во поглед на судот, не е во согласност со нивните сваќање и верување. Те се свесни дека Елена Вајд не е во согласност со она што они го веруваат, одnosno дека она што они го веруваат и го зборуваат не е во согласност со она што Елена Вајд го зборува. И знаете што велат тие? Тие велат, тие се свесни за тоа, но затоа велат дека има многу работи во книгите на Елена Вајд кои што таа ги напишала од своје лично убедување. Не е тоа вдахновено од Бога, туку она самата си го напишала, значи нешто што може да е и погрешно. И се спијат луѓето на тоа уво, значи тие се убедени дека Елена Вајд кажала многу погрешни работи, не е се за верување што таа напишала. Има еден текст што сакам да го прочитам, се наоѓа во петата книга на сведоштва до црквата, 691 страница. Бидејќи уште за време на незиниот живот, почнувајќи од доктор Келок, се јавиле луѓе кои што го оспориле незиниот пророчки авторитет и ги тврдели истите работи што денеска многу адвентистички професори и теолози ги тврдат. Таа ги напишала како одговор следниве зборови. Значи, сведоштво до црквата, петта книга, 691 страница во оригиналот. Сега не знам во македонскиот превод која страница би била. Меѓутоа таму се наоѓа и таму се наоѓаат и оригиналните страници. А сега, браќа, ве замолувам, ве преколнувам, дори вели, да не посредувате помеѓу мене и народот и да го одвраќате од светлината која што Господ сака тие да ја примат. Немојте со вашите критики да ја поништите сета сила, сиот смисол и моќ кој што се наоѓа во сведоштвата. Немојте да чувствувате дека можете да ги прекројувате и да ги прилагодите на вашите идеи, тврдејќи дека Бог ви дал способност да разликувате што е небесна светлина во нив,
а што е само израз на обична човечка мудрост. И сега најмногу ми се допаѓа последна реченица. Ако сведоштвата не зборуваат во согласност со Божјото Слово, отфрлете ги. Кога го прочитав ова, се воодушевив. Елена Вајд денеска би им порачала на мнозина адвентистички професори, теолози, па и верници. Ако сведоштвата не зборуваат во согласно со Божјото Слово, што треба да направат? Да ги отфрлат. Со тоа треба да го отфрлат и адвентизмот и да излезат надвор од адвентистичка црква. Меѓутоа, тие не веруваат во Елена Вајд, не веруваат во истражниот суд, не веруваат во адвентистичкото учење за светилиштето, а и понатаму седат во адвентистичка црква, и понатаму служат во дивизија, во генерална конференција, и понатаму се професори во адвентистички коледжи и универзитети, а народот наместо да биде пробуден, бидејќи ако други средства не успеат, она што ќе го пробуди Божиот народ е ересите според незините зборови што треба да влезат, што ќе влезат и ќе го изрешетаат Божиот народ. Зошто Божиот народ не е пробуден? Покрај сите овие ереси, покрај сите овие различни мислења, спротивни мислења, верувања, ставови и така натаму. Зошто Божиот народ не е пробуден? Зошто е и понатаму оваков каков што е? Одговорот што јас го дадов е затоа што повеќето верници ниту слушаат, ниту самите воопшто размислуваат, ниту им е гаиле за основните верски прашања кои што се основа на адвентистичкото верување. Значи, ниту размислуваат, ниту веруваат во небесното, односно и да веруваат, воопшто не слушаат, денеска не се зборува за тоа. Мнозина кои што не веруваат молчат, како да тоа не е битно, а повеќето и не се свесни за тоа. Може би за некој од вас ова што го зборував до сега е исто така шпанско село. Што е само доказ дека овие теми во денешно време не се присутни, не се толку присутни во адвентистичката литература, од адвентистичките катедри, па затоа и поголемиот број верници воопшто не е ни информиран за нив, воопшто не е упатен во нив. А се работи за основа на адвентизмот. Основа на адвентизмот не е саботата, саботата постоела со векови пред адвентизмот и адвентистите не е измислиле саботата. Нито некои прашања поврзани со Мојсеевиот закон, прашање, например, во врска со исхраната, ниту верувањето во второто Христово доаѓање, кое што од секогаш постоело во црквата пред адвентизмот. Туку основата на адвентизмот е верувањето во небесниот истражен суд, во двете одделенија на небесното светилиште, за двете фази на Христовата служба во нив, пред и по 1844 година, и за посебните пораки кои што се дадени и пренесени преку Елена Вајд, незините визии, совети, сведоштва. И ако во сето тоа не веруваме, тогаш ние треба да го отфрлиме адвентизмот како ерес и да ја напуштиме адвентичката црква. Или како што Елена Вајд кажала, да ги отфрлиме незините сведоштва. Меѓутоа, денеска, голем број теолози, проповедници и професори сакаат да седат на две столици. Ем не веруваат во незините сведоштва, ем сакаат и понатаму да се бијат адвентисти на седмиот ден.
И сакате понатаму да бидат професори, проповедници, теолози, да примаат плата и така натаму. Сакаат да седат на две столици. Народски кажано, се прават бајрам на паметот. Сега, јас се надевам дека предизвиците што постојат во врска со адвентистичкото учење ќе бидат доволно силни за вас да ве пробудат. Верувам дека вие нема да ги игнорирате. Како што тоа го прават повеќето, па дури се изговараат, некои од нив се изговараат, тоа е тврда храна, може би. Или, може би сега не е време да се зборува за тоа и така натаму. Имаше и такви одговори на интернет во врска со овие прашања. Ке отвориме повторно во Јован 12 глава. Очигледно ова што денеска го зборував до сега повеќе како вовет, но ќе продолжиме и следната сабота со Бајле. Значи имаше еден стих од Јован 12 глава, кој што на нашите вечерни проучувања не го обработивме, затоа што јас го одложив за друг пат. Односно, сакав да имам посебна тема само за него, па потоа го одложив и ете сега е време да го споменеме, за да не биде ептен забораен. Да, 31-та. Според мене најзначајните зборови што Исус ги кажува во тој момент. Што вели Исус? Јован 12 глава, 31 стих. Ја би сакал некој од вас да го прочита, јас ќе го прочитам повторно од микрофон. Повели Зорице? Интересно. Благодарам. Сега е судот на овој свет, вели Исус. Сега кнезот на овој свет, кој е тој? Сатанат, Луцифер, или поинеко апостол Павле го нарекува богот на овој свет, ќе биде исфрлен надвор. Исус вели дека тоа е, значи, судот на овој свет и исфрлањето на сатаната надвор е сега. Треба да разбереме кога е тоа сега, на кој момент Исус мисли кога вели сега, и што е тоа, какво е тоа исфрлање на сатаната. Од каде е тој исфрлен? Сега е судот на овој свет. За каков суд станува збор? Судот на овој свет. Значи, светот е суден. Кога? Не во иднина, не во 1844 година, туку сега, вели Исус. Што е тоа сега? Сакаме да разбереме. Олгица вели Голгота. Се наметнува впечаток дека стварно Исус мисли на тоа време, нели? На Голгота. Или не? Не, прашање за размислување. Дали сте сигурни на што мисли Исус? На почетокот прашав дали би сакале да има испрашување. Не само, мислам, денес, току како се чувствуваме воопшто, ако треба да се соочиме со испит, со испрашување. Да, меѓутоа, едно е да бидете храбри тука, во сабота са Бајле, особено на библиска полка, а друго е да бидете храбри кога надвор ќе се соочите со испитување на вашата вера. Што вели апостол Петар? Прво Петрово послание,
трета глава, се извинам, 15 стих. Прво Петрово послание, трета глава, 15 стих. Ова се е познати зборови, на кои што верувам и вам да се познати, на кои што само ќе се подсетиме. Прво, во 40 стих вели: но ако истрадате за правда, блажени сте, не плашете се од она што тие се плашат, оние кои што прават зло, и не бојте се, туку Господ Бог почитувајте го во срцата своји, а биете секогаш подготвени со кротост и стравопочит за одговор на секого кој од вас ќе побара сметка за вашата надеж. Биете подготвени за одговор на секого кој од вас ќе побара сметка. Дали сме подготвени на вакво нешто? Дали во овој момент сме подготвени за вакво нешто? Исус ви рекол, ќе бидете повикани пред судови. Замислите да бидете повикани на суд, например, утре заутре, кога ќе се донесе некој неделен закон, кој што папата го најавува, иначе овој аргентинецов го најавува тој закон. Само не е официјално, се уште не ме потврди дека тоа официјално го рекол. Но се шира такви гласови, што не е ништо ново. Замислите бидете повикани на суд, кај што ќе треба да одговарате со помош на Библијата да докажете дека е вистина оно што го верувате. Дали сме спремни на вакво нешто? Тоаш ќе немате телефон мобилен да му се јавите на проповедникот да го прашате. А кој знае па што па ако тој не верува во истражниот суд? Тешко вам ако се ослоните на човек кој што и самиот не верува во адвентизмот. Ама и понатаму си е пастор во Адвентичка црква. Професор, теолог, дивизијски службеник и така натаму. Дали вие верувате самите во небесниот истражен суд, во светилиштето, небесното светилиште, во Христовата служба што таму се случува според адвентистичкото учење? Дали сте информирани воопшто за тоа? Или не? А уште повеќе, дали сте спремни да го браните тој суд? Исфрлањето на сатаната, како што најавив тогаш, кога го споменавме првпат овој стих, исфрлањето на сатаната е нешто што многу подсетува на оној обред во старозаветното светилиште, кога живиот јарец, наречен и за Азазел, значи за сатаната, откако првосвещеникот ќе го очистел светилиштето на денот на помирувањето и ќе ги исповедал сите тие гревови, сите тие беззаконие од кое што светилиштето се очистува, врз главата на живиот јарец, тој јарец потоа бил бркан, носен од страна на еден човек во пустината. Еврејското предание тврди дека таму човекот го буткал, иако Библијата не го пишува, го буткал во некоја провалија, значи да се осигура дека тој јарец повеќе никогаш нема да се врати кај Божиот народ. Да ги врати гревовите кои што Господ ги очистил и од светилиштето, и од самиот народ, од самиот Израел на тој голем ден. Да отвориме уште еден текст во Откровение 12 глава. Јован 12 глава, Откровение 12 глава. Имам забележено дека многу слични теми се наоѓаат во ист број на глави, во некои библиски стихови. Значи, последната книга Откровение. Кога би сакале да разбереме
нешто, некој библиски стих, некој библиски текст, кој што во моментот не ни е јасен, што правиме? Бараме друг таков библиски стих или друг библиски текст кај што се споменува истата работа, по можност истите зборови, кај што се зборува за истата тема. Откровение 12 глава од 7 до 10 стих. Откровение 12 глава од 7 до 10 стих. И ови се познати зборови. Што читаме тука? И настана војна на небото, Михаил и неговите ангели војуваа против змевот, а змевот и неговите ангели војуваа против нив. За момент да застанеме, кој е змевот? Истата глава ни кажува кој е змевот. Во 9 стих. Значи, во 8 се вели, но беа поразени и за нив веќе не се најде место каде? На небото не се најде место. И 9 стих што вели? И беше исфрлен. Истиот збор што Исус го потребува во Јован. И беше исфрлен големиот змев. А која е таа старата змија наречена ѓавол и сатана? Која ја мами целата вселена? Беше соборена на земјата и заедно со неја ангелите нејзини беа исфрлени. Од каде исфрлени? Од небото. И чув висок глас на небото како зборува: сега настана спасението и силата и царството на нашиот Бог и власта на неговиот Христос, бидејќи е симнат клеветникот на браќата наши, кој ги клеветеше пред нашиот Бог дење и ноќе. Прашањето се поставува тука: кога се случило ова? И кога според Исус требало да биде исфрлен кнезот на овој свет, што е исто и кога настапил судот на овој свет, според неговите зборови. Со други зборови, што е тоа што тој го нарекува сега? Прашање за размислување. А ние ќе продолжиме следната сабота. Прашање за размислување. Верно како го запамтите прашањето, ако случајно го заборавите или ако не го запишавте. Тука е камерата, може на интернет да го погледнете и да го слушнете уште еднаш. Ви благодарам.